Уште еднаш добро утро, доколку сега се будите и ни се приклучувате, ја следите утринската програма на К3 телевизија. Нов ден, во новиот ден го завршивме првиот дел, сега следува вториот, во кој што традиционално, вообичаено имаме интересна тема, интересни гости, така и ова утро. Им велам добро утро на членовите и председателот на Планинарското друштво Куманово. Тука со нас е председател, како што кажав, Стојанче Стефановски и помладите членови Бобан Стефановски и Стефан Илиевски. Добро утро и благодарам што ја прифативте поканата сите. Добро утро и благодариме што повикате оште. Да, посебно треба да ви бидеме благодарни затоа што имавме друга планирана тема, мора да признаеме, меѓутоа беше откажано, па така во 5 до 12, меѓутоа бевте навистина добри и ние прифативте поканата, меѓутоа сигурно сте и вообичаено будни ова време, па не ви представува можеби проблем со тоа што сте ентузијасти, не само планинари, туку спортисти пред се, така? Значи нема проблем во било кое време, кога сакате може да ме поканите. Да. Темата денеска ни е планинарство, нешто со кое што вие се занимавате рекреативно или професионално, ќе ни кажете малку подоцна. На почетокот ќе погледнеме еден подготвен прилог како завовед за тоа што всушност представува планинарењето. Пред се тоа е за човекот во денешно време една од најздравите физички активности која што разбирливо се одвива во природа, се разбира. Терминот планинарство е само поширок поим за бројни активности и спортски дисциплини кои потпаѓаат под планинарство, а тоа се разни излети, посети на лесно пристапни планини, високогорство, спелеологија, горски служби за спасување, спортска ориентација, скијање, планинарски трансверзали, алпинизам и спортско качување. Поимот планинарство денес има широко значење. Тој во себе опфаќа 3 спорта: алпинизам, ориентационо трчање и спортско качување. На овие спортови можат да се додат уште неколку кои произлегуваат од планинарски активности: параглайдинг, змејување и ридски велосипедизам. На сите овие активности заедничко им е планината. Со која од овие активности ќе се бави некој, зависи од неговите околности, физичките способности, материјални можности, како и од местото на живење. Планинарењето представува релаксација од психичките напори што човекот ги доживува на работното место и градските бучави предизвикани со брзото темпо на живот. Да се бави со планинарење значи да се запознаат убавините на татковината, да се збогатат чувствата. Тоа бара од човекот и одредени напори кои не представуваат опасност за организмот ако се во разумни граници. Да се планинари може на повеќе начини. Тоа може да биде планинарење во поблиската околина како рекреација и без поголеми амбиции, односно излетничко планинарење. Ова планинарење не бара големи подготовки и е достапно за секој човек и секоја возраст. Тоа се излети во близина на градот, обично некои излетнички места каде што постојат прифатилишта, одморалишта или хотели. Овој начин на планинарење не бара некои значајни искуства, важни се само облеката и обувките кои треба да овозможуваат слободни движења. Излетниците се движат по планинарски патеки кои обично се обележани и означени со патокази. Пожелно излетниците да ги познаваат основите на планинарството, особено ориентацијата, правилниот начин на исхрана, ноќевање под ведро небо, опасностите во планина, прва помош, бидејќи тоа ќе им овозможи да се чувствуваат подобро и посигурно и да ги избегнат евентуалните опасности. Повисок степен на планинарење е посетувањето на планините со одредена подготовка како и по некој систем. Таква активност покажуваат луѓето кои не се задоволуваат со блиската околина, туку систематски или повремено ги посетуваат планините, почнувајќи од питомите шумовити предели, па до импозантните врвови на Алпите. Таквата рекреација бара одредена физичка кондиција, соодветна опрема и познавање на основните планинарски вештини. Да планинари по високи и непознати планини може само искусен планинар кој добро ја познава ориентацијата, опасностите, планинарските објекти, прва помош, опремата, скијање, како и основите на алпинизмот и спасувањето во планина. Оние кои немаат искуства, а сакаат да одат во непознати и високи планини, треба да го користат искуството на постарите искусни планинари, така наречените планинарски водичи. Доволно беше како за вовед, како да не воведе во оваа тема, ќе тргнеме од тоа, од планинарството, како вие всушност му се приклучивте и се приклучивте на ова приказна. Председател Стефановски, може да тргнеме од вас. Планинарството е нешто кое што во денешното стресно време секако влие на подобро расположение кај човекот, меѓутоа дали само тоа и здравствените придобивки беа причината поради која што сте дел од оваа приказна? Па не, лично кај мене, јас се приклучив, односно активно планинарам чисто од љубов, затоа што ги сакам планините, сакам да излезам малку надвор и нормално тоа како една физичка активност е многу добра активност, препорачлива за одржување на кондиција и на здравјето на човекот. Меѓутоа претежно кај мене беше од љубов
кон планините, кон планинарењето, кон природата и така натаму. Од кога всушност тргна таа приказна, од кога сте вие дел од тоа? Па јас прв пат се зачлени во планинарско друштво 1995 година, значи скоро 20 години сум активен планинар. Да. Значи ова мора да го разделиме малку, сигурно има и ентузијасти кои што од време на време ќе ја посетат планината, меѓутоа на вас ова ви е повеќе од хоби, на вас ова ви е нешто кое што се граничи со професионално. Ова веќе не е хоби, туку тоа е пасија. Да. Дојде ли викенд, сите ние некако стануваме вознемирени, значи мора да излеземе надвор, да одиме на планина. Да. Може и вие да ни ги пренесете вашите искуства од кога сте во оваа приказна и што ве натера да се впуштите во планинарењето. Планината му е достапна на секој, тука околу нас, барем во Македонија ја има многу. Што ве натера малку по да се занимавате со тоа по-професионално, како што кажам? Па јас лично од секој сум ја сакал природата. Пред да почнам со планинарство бев одредено време извидник. Одевме на акции натаму, меѓутоа едно време престанав, затоа се фокусирав на нешто друго, факултетот и другите работи. Со планинарството започнав активно се бавам пред година и пол. Првим почнавме сами со друштво, потоа се запознавме со Столи и со другите од клубот, се зачленивме во клубот и активни сме веќе скоро повеќе од година во овој клуб. Да. И ти, Стефан, Па јас сум активен 2,5 години, значи 2 години сум член на ПД Куманова. Мотивите за мене да се приклучам на планинаите беа од една страна бидејќи сакав да избегам од таа стресно секојдневие што го имаме сите, а од друга страна и да ги видам кои се моите можности, да видам до каде можам да напредувам и така активно почнав да се бавам. И еве, више веќе 2,5 години, скоро секоја недела одиме. Дали тука во некои локални акции во околината на Куманово или во Македонија. Стефановски, ти го поискусен, ќе ни кажеш има ли интерес, има ли кај младите љубов кон планината, еве како што било можеби порано, или се намалува интересот, не сега да зборуваме за членство, ќе зборуваме подоцна, меѓутоа општо како што кажав, планините се достапни, меѓутоа на ваков начин правилен да се искористуваат тие предности, тие поволности убавини, дали има интерес? Значи да разграничиме, интерес имало и ќе има и ќе постои интерес за планините, за излегување во планина. Меѓутоа, ако зборуваме за условите за планинарење, морам да ви кажам дека порано во некои други времења, подобри времења, значи постоеше поголем интерес за зачленување во планинарски друштва. Значи кога луѓето има малку повеќе пари, така да има и пари да оделат за планинарење, бидејќи не секој знае и планинарењето да биде ефтина активност. Значи тоа бара известни парични средства и во поглед на опрема и во поглед на патување. Сигурно добиваат поволности со тоа што се во една ваква организирана форма на планинарење во однос на оние преостанатите, еве, освен тие трошоци што ги споменавме, што добиваат кога се членови на едно здружение повеќе отколку што ентузијастички би посетувале планини, планинарски излетнички места? Вака, знаете, во Куманово постојат неколку друштва, постојат, значи ние знаеме и доста групи што вака самостојно излегуваат во планина. Меѓутоа, предноста во организираното планинарење е затоа што ние соработуваме практично со скоро сите клубови, планинарски клубови, односно планинарски друштва од цела Македонија. Така да сите тие планинарски друштва постојано организираат своји акции, значи преку лични контакти, преку Facebook и така натаму, преку директни поклони до нашето друштво, ние сме во можност да знаеме однапред кога се тие акции. Нормално и Федерација на планинарски спортови издава календар на своји активности, така да преку тие директни покани, преку лични контакти со членовите од тие друштва со кои што сме долгогодишни пријатели, значи ние сме во предност во однос на оние што сами излегуваат неорганизирано. Значи постојано сте некако активни, се организираат акции, тури, како што кажавме, колку помага еве тоа денешно современо време, технологијата, социјалните мрежи, барем вие помладите може да кажете, помага ли за полесно стапите во контакт, можеби Столеве како што каже, имал пријатели од порано, меѓутоа запознавате ли нови и од каде каде се ве однесе на тој начин планинарството? Планинарството всушност е, нели, како кажеме, една активност која што е секогаш поврзана со луѓе, која што секогаш може да запознаш многу луѓе. Затоа колку, нели, социјалните мрежи денеска помагаат за тоа да се информираме, помагаат многу. Пример, секое друштво
кој што ќе организира своја акција, секојаш направи ивент на Facebook. Да. И тоа се прошири многу брзо и со тоа всушност ние знаеме пред време кој ден, за кој датум, на кој терен, кој да си го организирате и вие вашиот време да направите план, одите целосно како друштво или испраќате членови, веројатно секој викенд има некаде нешто, така што можеби треба да се разделите. Одите секој викенд некаде или? Па прилично секој викенд. Значи лани имавме преку 45 акции само минатата година. Сега оваа година исто така имаме многу, скоро секој викенд. Можам кажам дека само 2-3 викенди имаме пропуштено вака, нели, групно. Да, понекогаш кога има повеќе акции во ист ден, понекогаш се поделиме, нели, една група оди на една, друга група оди на друга акција. Меѓутоа главном сите сме активни. Да. Тоа е битното, сите да сме активни. Значи, како е организацијата околу излегувањето на тие планинарски акции? Ние секој вторник држиме состанок на кој што се договараме однапред дали за овој викенд или за наредниот која акција има и кој е заинтересиран. Обично после тоа ставаме на Facebook, значи некако ивент, туку на нашата група, имаме Facebook група, затворена група, за пријавување кој е заинтересиран за одење на таа акција. Значи така се пријавување или телефонски кај мене, така да петок обично е крајниот термин попладне, кога ги сумирам колку души се пријавени, како ќе се оди, дали со автомобили ќе одиме, дали со комби ќе изнајмиме, односно минибус, во зависност од дестинацијата и во зависност од колку се пријавени, така да на тој начин до сабота обично се знае колку души одат на акција. Веројатно истомисленици се пред се оние кои што се членови на планинарското друштво, дали запознавате нови луѓе кои што претходно не сте ги знаеле, не мора да се од Куманово и настрана, Стефан, може да кажеш? Па дефинитивно да, бидејќи делиме на некој начин иста пасија и стил на живот, така да Facebook многу ни помогна да се запознаеме. Еве со например имаме многу добра комуникација со друштво од Скопје, од Прилеп, од Тетово. Заедно организираме акции со нив, тие ги посетуваат нашите акции тука што се во околината на Куманово, така да можам да кажам дека имаме навистина одлична соработка со сите планинарски друштва во Македонија. Да. Стефановски, може да ни кажеш колку помага, предност ли е ако човекот е спортист, бил претходно во некоја можеби друга дисциплина, не мора да значи колективен спорт, индивидуална еве, и да се приклучи кон планинарството, или пак што треба еве да се преземе сега ако претходно бил релативно неактивен, а сака да се ужива во чарите на планината? Па да, спортувањето е предност, меѓутоа тоа е само делна предност. Значи може да биде почетна предност во однос на поседување на психофизичка, односно на кондиција за одење. Меѓутоа не мора да некој што не е бил спортист, значи дека не може да биде добар планинар. Така да сите оние кои што доаѓаат и за први, а сме имале такви почетници, значи тие со текот на акциите се здобиваат со потребна кондиција, така да издржуваат сите физички напори кои се потребни за остојување на поголемите врвови. Значи нема проблем, било кој може да дојде, нормално со опремата за која што ќе зборуваме. Да. Бован и Стефан, вие сте се занимавале со некој спорт пред планирањето, дали паралелно сега можеби тренирате нешто или ова ви е единственото нешто на кое што одвојувате дел од вашето слободно време? Порано се занимавав со кошарка, тренирав кошарка, после бев извидник одредено време. Сега поради други обврски не можам баш многу да се занимавам со друга спорт, меѓутоа паралелно кога ќе најдам време покрај планинарството, нели? Да. Се уште се занимавам со кошарка. Да, Стефан. Јас возам велосипед, чисто како хоби. Со останати спортови не сум ништо, така да планинарството ми е прва и единствена љубов. Затоа што има една врска планинско возење велосипед на планина, дали можеби ги комбинираш ти овие работи, маунтин байкинг? Маунтин байкинг не, возам тука во урбана средина, но мислам дека има сличност во тоа што и двете се одвиваат аутдор, значи надвор од дома, едноставно е надвор од затворена просторија и тоа едноставно нуди можност за да прошетка, за чист воздух, за едноставно да излегување. Едноставно да Столе, како што кажа тебе, ќе те прашам малку повеќе, сега ќе не запознаете со вашето планинарско друштво Куманово, пред тоа ќе ни кажеш всушност колку има еве на територија на општина Куманово планинарски друштва, меѓутоа конкретно ќе ни кажеш сите детали, оние информации кои што се важни за вашето типот на членство или мал историјат. Така е, значи планирањето како историјат за Куманово започнува со едно планинарско друштво, тоа е планинарско друштво Козјак, кое што е формирано многу одамна
и после реформирано во 1971 година и од кое што практично сите ние постои членови потекнуваме, значи сме се запознали со планинарењето. Конкретно, Планинарското друштво Куманово е формирано на 6 декември 2006 година, значи од поранешни членови во тоа друштво, едно 20 на планинари, излеговме и 2006 година формиравме ново друштво под име Планинарско друштво Куманово. И од тогаш веќе наредната година ќе славиме 10 годишен јубилеј, активно постоиме, екзистираме, учествуваме на многу планинарски акции и така натаму. Значи бројме околу отприлика 30 до 40 души, тоа планинари варира. Да. Секоја година, бидејќи ќе дојдат некои планинари, ќе се зачленат, ќе бидат активни година, две, потоа се пасивизираат ради обврски и така натаму. Значи тука сме 30 до 40 членови, од кои што повеќе од половината се константно активни. Да. Значи, Најдобро е така да имаш една група која што е активна, отколку поголема група од која што можеби тешко ќе се така е, значи од 15 до 20 планинари секогаш учествуваме на овие наши акции што ги изведуваме. Ќе ги прашам помладите, има ли повеќе поискусни, има ли што да се научи од нив? Сега зборуваме за една дури спортска дисциплина која што сигурно ако почне да се навлегува во тајните, има многу работи кои што треба да се научиш, не е ова едноставно одење или шетање, разгледување по планините, така? Точно. Лично јас имам многу научено од Столи и другите од клубот, затоа што планинарството не е само како што кажавте вие, нели одење по планината. Си има одредени работи, методи, техники кои што би требало да се знаат, во зависност од тоа дали планинариме на пример пролет, лето или пак во зимски услови. Така да има одредени техники кои што би биле пожелни секој планинар кој што нели обично е активен, кој што би требало да ги знае. Да. Има ли повеќе млади или повеќе искусни Стефан во друштвото? Како е распореденоста и со девојки, за да кажеме, ние сме машко друштво во утро, меѓутоа има ли интерес кај понежниот пол? Па, значи, моментално повеќе поголем број од членовите на ПД Куманово се постари луѓе, но со текот на време има тенденција да се зголемува бројот на младите. Исто така имаме и девојки во клубот, кои се исто така многу активни, значи одат паралелно со машките, немаат никакви проблеми. И мислам дека тоа ми се највеќе допаѓа, пошто бидејќи гледам дека на некој начин се зголемува интересот кај младите за планинарството. Значи секоја година имаме нови членови што се активни, значи не остануваат, не одат една акција, две, туку продолжуваат активно со планинарење. Кога еднаш ќе навлезат во приказната, веројатно им станува интересно. Тоа само ќе ни кажеш ти, погледнавме за момент фотографии, ќе продолжиме веројатно и понатаму ќе не послужат колегите. Сега потодеа фотографии од нашата последна самостојна акција, значи тоа беше Рила планина со скачување на врвот Мусала, 2925 метри, највисок врв на Балканот во Бугарија, кој што ние самостојно изедовме предвидени 24 и 25 мај. Да. Ќе ни кажете потоа и поконкретно и за повеќе, не мора само од оваа година и за други некои значајни акции кои што всушност ги организирате, можеби имате и традиционално, ќе не запознаете поконкретно, да не заборавам и вас да ве прашам, се менува ли еве планинарството вие како представник на една малку поискусна генерација, да ни кажете како вашите еве врсници пристапуваат кон тие промени, затоа што сигурно има новини, некои кои што треба се прифатат, помладите може ги прифаќаат полесно, се менува ли, се променило многу тоа еве пред 95-та година па наваму, да не одиме подалеку назад во историјата? Значи не само што се менува, туку многу активно се менува. Тие промени многу брзо се случуваат и тоа во поглед на што најмногу, дали опремата, техниките, на опремата со која се планинари, на опремата со која се изедува планинарењето. Тука мислам и на специјалната алпинистичка опрема. Значи, ние не сме алпинисти, меѓутоа во некоја перспектива понатаму помладите членови имаат склоност и покажуваат љубов кон тоа, така да ќе ги наслужуваме и тоа нормално во координација, во корелација со Федерација на планинарски спортови. Значи, во поглед на примената на сите оние средства кои што помагаат за што побрзо да се совладаат тие техники, значи опремата, тоа е страшна промена има во последните 10 години нормално. И да не зборувам сега за оние другите
во поглед на исхраната, Да. во поглед на напитоците кои што се употребуваат, специјални Мислам дека тоа нема ни да запре во секој сегмент всушност од живењето и општеството има промени, новини. Уште повеќе ќе оди и ќе напредува. И технологијата ќе не влегува дури и кај вас. Така е. Ќе ни кажете вие дали употребувате баш такво нешто, можеби технологија, дали ви се чини ова како скап спорт или пак одите традиционално на она ниво basic што се вика, на основно ги употребувате на основните работи кога одите на планина? Видете, си треба опрема. Да. Искрено, значи за активно планинарење си треба опрема. Да тргнеме прво, значи најбитна работа во тоа се нели планинарските чизми, гојзерици. И другата одредена опрема која што не може буквално со нели со секакви гојзерици да специјализирана продавница, специјализирана бренд, марка. Да. Исто така си треба нели си треба друга опрема како што се панталоните, ранецот исто така е многу битен фактор, тоа дел од опремата. Меѓутоа најбитно од се е желбата. Да. Битно е да постои желбата, за друго се ќе се најде. Да. Значи, јас на младите членови кога доаѓаат им препорачувам прво она што треба основно да го купат, тоа се добри планинарски чевли. Значи гојзериците. Што може поквалитетно, нормално дека оние поквалитетни се и многу поскапи, има и брендови. Меѓутоа за нашето планинарење, за нашите планини, не мора некои од оние најскапи брендови што се продаваат на светскиот пазар, а меѓутоа мора обувките планинарски да бидат добри, квалитетни. Препорачувам со ѓон специјален, тој вибрирачки ѓон и такви работи. Значи бидејќи не е едноставно, пешачиме преку 20 километри, значи просечните тури обично фаќаат 20 на километри. 20 така да не е едноставно да одите на таков на планински терен, значи кој што е карпест, кој што се лизгав терен, да не зборувам за зима каде што мора да бидат со добар ѓон, да не се лизга ова. Баш кај што и на лед се употребуваат други специјални направи. Стефан, ти ќе ни кажеш, го прашав и Бован, тој не ми одговори, скапле ти се чини спортот и колку, например, неблагодарно е сега да прашувам за сума, меѓутоа за она основата за да некој почне да стартува, дали е достапно на секој или треба, например, да се вложува прилично повеќе? Па, тоа мислам дека зависи со какви амбиции имаш во себе. Значи за Македонија, моментално мислам дека може секој, значи не се потребни огромни парични средства за да станеш планинар, бидејќи ПЦ сите планини се блиску, значи во просек по 200-250 км и така да освен бейзик опрема и желба не ти е потребно ништо. Сега ние во последно време почнавме да употребуваме GPS за навигација, така да тоа е една од новините што малку го смени начинот на планинарење во последните години и тоа се со таа цел да планинарењето биде многу побезбедно. Да не дојде до губење, затолкување и така. Ќе зборуваме и за тие несакани ситуации. Само да го дополнам, Стефан, освен GPS опремата, значи сега во последно време, откако на интернет почна да се ставаат временските метеоролошки прогнози за недела, за месец ден напред, така да тоа активно се следи и сега однапред знаеме, значи за кој предел, за кој планина, за кој врв, како време ќе не очекува и како треба да се припреми. Планирав да ве прашам тоа после прилогот за тоа како и колку време всушност се подготвувате за една тура, за една турнеја. Ќе погледнеме прилог чисто колку малку да ве одмориме однапред подготвен, како и со преостанатите спортови, бројни се полезностите и бенефитите од планинарењето, ќе видиме всушност што се на брзина така е потребно за да се подготват за една тура овие планинари. Планинарењето е одлична физичка активност со многу предности за нашето тело, меѓу кои зајакнување на мускулите на целото тело, особено на нозете, стимулација на имунолошкиот систем, особено на способноста на телото да се одбрани од разни заразни болести, позитивен ефект врз срцето и циркулацијата и подобрување на снабдување на крвта со кислород, забрзување на метаболизмот и намалување на мастите во телото. Планинарењето релаксира, го ублажува стресот, дава позитивна енергија и ја зголемува самодовербата. Еве неколку совети за тоа како правилно треба да се планинари. Како да се подготвите за планинарење. Ако активно не се занимавате со некоја форма на организирана спортска рекреација, најдобро би било околу 1 месец пред да заминете на планинарење, секојдневно да практикувате брзо одење или џогирање, за да ја постигнете посакуваната физичка кондиција.
Ако имате здравствени проблеми, пред да појдете на планина, задолжително консултирајте се со вашиот лекар. Експертите сметаат дека луѓе повозрасни од 50 години пред да заминат на планинарење, мора задолжително да направат специјалистички преглед на срцето, а се препорачува и за лица над 30 години. Внимателно планирајте. Пред да тргнете на планираната планинарска рута, добро проучете ја мапата за прошетка и временската прогноза, па така испланирајте го и вашиот престој во природата. Иако би било најдобро да се воздржите од берење цвеќиња и други растенија, набавете ја и добро проучете ја картата за заштитени растенија и вегетација на тоа подрачје, за да не бидете обвинети за нанесување на екопоследици на околината. Некорисни совети можете да добиете од оние кои веќе планинарат, додека најдобро би било да се вклучите и на некој планинарски клуб, кој што сигурно постои во вашето место. Што да облечете и што да понесете со себе. Ако веќе не можете да набавите посебна облека за планинарење, најважно е тоа да е во спортски стил, односно удобна и да не ги ограничува движењата. А добро ќе биде и да е направена од природни влакна. При изборот дадете предност на повеќе слојното облекување, кое е најпрактично во планински услови. Например, наместо дебел джемпер, облечете 2 потенки. Освен вообичаената облека, задолжително набавете водоотпорна јакна од дожд со качулка за главата, доволно широка за да можете да ја облечете и врз планинарскиот ранец. Чевлите во планина можат буквално да ви спасат жива глава, затоа нека бидат што подобри. Тие мора да бидат од што поквалитетни и поцврсти материјали, анатомски дизајнирани, за да ги зачуваат вашите стопала и глуждови. Се советува нивно купување во специјализирани продавници, по совети од професионални продавачи. Освен чевлите, набавете си и специјални чорапи без шевови за да не ви прават плускавци. Не заборавајте да понесете и квалитетни очила за сонце и шешир или капа за главата, што ќе ве заштити од сонцето, што е изразено силно на поголеми височини. Задолжителен реквизит за секој планинар е и ранец од водоотпорен материјал со средна големина, по можност анатомски обликуван. Во него треба да има комплет за прва помош, составен од завој, фластери за плускавци, спреј за рани, завој за зглобовите, средство за заштита од сонце и каснување од инсекти, таблети против главоболка и за снижување на температурата и слично. Во ранец треба да има и нож, батериска ламба, мапи за пешачење, лични документи, исклучен, но се разбира наполнет мобилен телефон и се разбира во зависност од должината на планираното планинарење, доволно течности и храна за неколку мали оброци. Со кого да планинарите? Најдобар избор би биле луѓето од планинарските друштва, кои ги има многу во Македонија, додека некои од нив се такви во кои можете да се зачлените и веднаш со нив да тргнете на планинарење. Како правилно да се планинари? Иако не треба да се оптоварувате со начинот на одење, внимавајте на тоа вашите раце да бидат во лактот цвиткани под прав агол и поактивни од вообичаеното, а вашиот чекор нека биде малку побрз од вообичаениот. Како и што треба пред секоја физичка активност да се загреете, така и пред да започнете со качувањето. Направете серија вежби за загревање и истегнување на сите мускулни групи, а првите 15 до 20 минути пешачете со побавно темпо. Ете, погледнавме накратко што се е подготвено пред да се впуштите во тој предизвик планина, а и кои се придобивките и предизвиците. Не е лошо и да ги повториме дел од работите. Пред се придобивките здравствени, ослободување од стресот, секако забрзување на метаболизмот, циркулација, нешто друго што спуштаме. Освен здравствени придобивки, сопствена рекреација, пред се и запознавање, социализација, не само запознавање со многу луѓе од многу градови и пошироко од Македонија и надвор од Македонија, запознавање со самата татковина, ние на оние места каде што идеме, каде што се качуваме и се она што успеавме да го видиме за овие години како активни планинари и со ова планинарење, човек нема шанса другачие тоа да го види. Да го види и да го осети нормално. Нема шанса со седење во град да видиш некои работи каде што ние сме отишли и сме виделе. Да. Пренесете ни дел од една експедиција, мини може за овде Кумановско подневје. Сигурно не патувате по патеки кои што се разодени или како е, пренесете на оние кои што немале искуство досега да прошетаат низ планина, како изгледа, низ какви се предели терени минувате. Овде сме секако ограничени на тоа што може да очекуваме, не може да очекуваме џунгли и дождовни шуми, меѓутоа на кои се терени треба да бидат подготвени да се движат планинарите, кои што може би се зачлениле кај вас. Вака, буквално сме одели на тури, каде што непознат крај на големи височини, на ридски тури исто така, обично си има патеки кои што се
мислам поголеми дел се добро измаркирани Да, трек. од претходните планинари или евентуално ако се маркацисти. Меѓутоа, кај нас во Македонија мислам дека нема некои многу потешки патеки кои што не би можеле, не би смееле некои одредени луѓе ако се зачнат да трнат. Така да може, мислам дека било кој се зашани, ако има желба, може слободно да трне било каде. Да. Стефан, ти кажа околу 2,5 години си во ова друштво, можеби и пред тоа си и прошетал некаде. Дали Кумановско, барем ова поднебје го имате сега како на дланка, дали можеби издодева тоа, па затоа барате предизвици на страна, или секогаш одново интересно кога ќе се впуштите во некој предизвик планинарски? Па не, мене значи сте буквално стекаде кај што одам на планина ми е убаво. Тука во Куманово во повеќето делови на планини во околината имаме одено, освен во Липковскиот дел, бидејќи после конфликтот 2001 година тоа стана малку Како недостапно место за нас, а инаку делот од Козјачија, Герман планина, надолу на кај Свети Николе Гариштанска планина, па и Осоговските планини, мислам дека нема место и нема врв каде што не сме отишле и прошетале. Локалните акции обично ги одиме преку зима, бидејќи повисоките планини во Македонија тога се недостапни за нас поради лошите временски услови, додека во лето се обидуваме да направиме некој баланс, значи да не ги занемариме локалните акции и да одиме на повисоките планини с Македонија. Да. Сега еве тебе ќе ти прашам, Само кажи да ги надопнам на нашите млади членови. Значи на сите овие акции на кои што идеме, на сите овие планинарски тури, одиме релативно пообележани планинарски патеки. Минатата година или пред 2 години Федерацијата на планинарски спортови во соработка со Агенцијата за млади и спорт одели средства на повеќе планинарски друштва кои се нормално аплицираа со апликации претходно припремени за тоа, за маркирање и обележување на планинарски патеки. Така да многу ретко се оди по непознат терен, по непознат ако практикуваме да одиме по такви терени, обично контактираме со локалните планинарски друштва од тој град или од тоа место, за да ја имаме водич и да не се губиме. Јас потоа во текот на зборувањето од нашето искуство ќе ви кажам како се губев еднаш на кај Постои ли таква можност, спомена малку Стефан, постои ли можност и овде во Кумановско на познат терен, на ваш терен човек да се загуби? Може, секогаш постои можност и во зависност нормално од временските прилики. Да, тоа може да го дезориентира. Значи може да настане дезориентација на планинарот, односно на целата група, така да може да се случи во некој момент да се загубиме или да се изгуби тој некој, меѓутоа не верувам дека Кумановскиот терен е така лош и така непристапен, така да не може да го најде излез од ова. Значи немаме такви места кај што не може да се излезе. Еве за нешто за што почнавме да зборуваме, подготовките за планинарењето, колку всушност време ви е потребно за да го проучите сето она кое што ќе го поминете тој викенд, да го земеме дека најчесто нели одвојувате време за планинарење во викенд, колку време и што се опфаќаат тие подготовки, освен временските услови и подготовки на неопходната опрема, храна, пијалоци? Значи, ако тргнеме на страна оние практични подготовки, припремање на ранецот, значи ранецот на нас планинарите секогаш не е спремен. Мене лично, јас никогаш не ги вадам оние работи кои што ги носам преку цела година. Значи, зимски ракавици, зимска капа, кабаница за дожд, тоа нити летен, нити зимен вадам од ранецот. Тоа секогаш го носам со мене, затоа што планините се многу незгодни, знаат и преку лето да биде лошо време, да се спушти температурата, да биде ниска температура, тоа два пати ми се случувало и си реков сам на себе дека никогаш веќе нема да останам без тие работи. Така, тоа е све од искуство. Сега во последно време. Инаку другиот дел, теоретскиот дел, нормално дека се интересираме, ако сакаме да одиме на некоја акција, се интересираме каде е тоа, каков врв е, каква планина е. На интернет сега, барем на интернет Википедија, све е постирано, се наоѓа, така да нема проблем. Нормално и ги употребуваме лични контакти од нашите планини што ги познаваме од другите друштва. Богдан, погодуваат ли метеоролозите во последно време или ве изненадува можеби некогаш временските услови, затоа што без оглед на тоа што еве нели може да се види какво ќе биде времето, некоја микроклима може некаде да изненади 4 годишни времења се сменат на планината и да ве изненади тоа? Вака се случило неколку пати досега да буквално да ни изненади времето. Меѓутоа тоа е по наша грешка затоа што некогаш не сме го виделе времето.
Меѓутоа, кај нас релативно се точни, нели, овие временските прогнози што ги гледаме. Обично сајтот Метео Проша морам да кажам дека е доста точен за наша територија тука, за нашите врвови. Инаку има одредени предели и одредени планини каде што буквално во еден ден може да се смена сите 4 годишни времиња. Пример, ако земеме Јакупица со Солунска глава, таму за 5 минути може да се смени времето, ако носиме мајца, не знам, за 5 минути треба да облечеме јакна. Евентуално ако почне да врне јакна или кабаница или нешто така. Значи тоа е многу брзо. Многу брз временски интервал кој што одеднаш доаѓа облак и буквално не знаеме онака дали имаше сонце или облак сега. Ќе ни кажете интересни искуства после, дали позитивни или негативни, секако ги има сите кога си во планина и оставен на сите елементи на надворешното влијание. Стефан, можеби повеќе прашањето за тоа, меѓутоа тебе ќе прашам колку е оптималната бројка на група која што може да се движи во планина, секој не може да тргне цел собор да се движи низ планината, а колку е минималната или максималната бројка на една група планинари? Па јас мислам дека оптимална бројка е околу 10 луѓе, бидејќи е многу попрактично едноставно да се вклопат сите, да не дојде до губење, пошто колку што има повеќе луѓе, толку е потешко да се одржува колоната. Секогаш ќе има некој што ќе заостане, што ќе не може да изоди, и за да не дојде до некои несакани проблеми, најоптималната бројка е околу 10 до 15 луѓе. А има и поголеми, особено традиционалните акции како на Титов ВФС што беше пред 2 недели, или на Којап, има од 700 до 1000 некогаш учесници, и тогаш е навистина буквално гужва на вебот. Што ќе ми кажеш од каде се овие фотографии што ги гледаме сега? Ова се фотографии од Рила планина пред 2 недели направени со исклучување на врвот Мусала. Само сакам да го надополнам Стефан. Значи, кога ние организираме индивидуални акции, само нашето друштво, имаме оптимална група од 10 до 15 планинари. Значи тоа е најоптимално група со која што, значи, може да се, како што кажа Стефан, да ја контролираме групата, сите да се движиме компактно и да се чекаат сите планинари. Значи, кога одиме сами, нема тука оставање, сите одиме заедно. Ќе прекинем за еден момент. Има хиерархија секако во друштвото. Хиерархија има ли во групата која што тргнува на терен, еден одговорен да се слуша, кој што сноси одговорност за безбедност на сите и донесува одлуки кога треба се донесува? Дека напред одат водичи, односно водичи планинари кои што веќе претходно ја познаваат патеката или таа планина. Нормално дека оние што прв пат одат или што поинеискусни не можат да се пуштат да ја водат групата. Значи кога одиме сами, сите се чекаме групата да оди компактно. Друга работа е кога се учествува на вакви големи акции, како што кажа Стефан, пример на како што е искачување на кораб, па секој годин традиционално за 8 септември, таму учествуваат меѓу 1500 и 2000 планинари од целиот Балкан. Значи тука не може да се очекува некоја компактност. Кога ќе погледнете групата нагоре, тоа е брвулица права од планинари, нема чекање, тука секој оди спрема своите психофизички способности, значи спрема својата кондиција оди. Значи нема тука чекање, бидејќи во ниту еден момент, ниту еден планинар кој што оди споро не може да остане сам. Значи секогаш има луѓе покрај него. Така да, значи нема стоја. Додека кога одиме вака како друштво сами, тогаш нормално дека одиме компактно. Како и секој колектив, спортско здружение и вие планинарско друштво сигурно имате годишна програма по која што работите, да ни ги кажете некои од главните ставки на што главно обрнувате внимание организацијски, кои се местата кои што традиционално ги посетувате или турите, акциите, вие, ваша организација кои повикувате други гости? Така, значи секоја година по завршување на планинарска односно и на календарска година држиме годишно собрание на кој што освен извештај за таа година што е измината, значи ние правиме и календар на планинарски активности за наредната година. Само да кажам дека за минатата година, 2014 година, од 52 викенда ние излеговме 49 викенда на планина. Реализиравме 49 планинарски акции Македонија и пошироко. За ова година исто така имаме направено свој календар на планинарски активности. И само можам да ги напомнам тие поголемите акции на кои што, значи, веќе Рила со Мусала бевме. Крајот на јули и почеток на август, околу 2 август тука планираме. Одиме на Триглав, 1/10 души, до сега пријавени,
и одиме на Олимп на почетокот на септември. Значи тоа се 3 врва за ова година, тоа се 3 исклучително високи врва за овие простори кои што планираме да ги како друштво да ги посетиме. Да. Ќе ви посакам убави, пријатни временски услови, секој да помине се во најдобар ред на тие предизвици. Вован и Стефан ќе ги прашам дали беа активни во тие 52 недели што ги спомена, колку вие избројавте, можеби вие на колку места заминавте минатата година? Како сезона да зборуваме, како и другите спортисти што имаат сезона, вашата сезона беше ли исполнета? Да, мојата лично беше исполнета со преку 44 акции беше минатата година. Имавме нели некој викенд пропуштен, дел од здравствени причини, дел од оправдани причини. Меѓутоа ни се покажа како доста активна година. Стефан, ти? Јас имав околу 25 акции, делно поед тоа што имав обврски на факултет, но сега кога се ослободив, гледам да сум поангажиран, повеќе да одам. Само не е лошо еве да споменеме, вие сте млади луѓе, како што кажавте, споменавте факултети, што инаку ви се тие определби, што имаш студирано, што имате завршено? Јас сум дипломиран професор по историја. Да, ти Богдан? Англиски јазик и книжевност. Ваквите луѓе веројатно се поволни, кои што на пример имаат академско образование од луѓето кои што всушност ентузијастички му пристапуваат, или? Па не мора да значи, меѓутоа само може да кажам дека околу 90% од нашето членство е значи високо образовано. Да. Секоја чест. Ке ни кажете сега нешто кое што го издвојувате еве вие како планинарска рута, како планинарска акција, експедиција која што ја очекувате со нетрпение во текот на годината, или сите се исти, сите ви се интересни? Не мора да биде во ваша организација нешто на кое што еве секоја година сакате да отидете можеби на страна. Така, значи ние кога спремаме акциите на кои што учествуваме, тоа се 3 типа на акции. Акции кои што самото друштво ги припрема, значи само ние ги организираме, на кои што ние учествуваме. Потоа акции на кои што учествуваме, кои што се наоѓаат во календарот на Федерација на планинарски спортови на Македонија, кои го организираат друштва ширум Македонија, од повеќе градови. Значи имаме повеќе традиционални акции. И трето, надвор од тој календар на планинарски активности, значи сите друштва во Македонија плюс акции додатни организира. Така да секој викенд е покриено со планинарски акции. Обично на Facebook се запознаваме со тоа, на Facebook сите постираат, ставаат и онаму каде што е интересно, каде што мислиме дека ќе биде интересно, каде што не сме оделе, пред се практикуваме, значи ако не се биле на некоја акција, а не се стори дека е тоа интересно, таму се пријавуваме и таму идеме. Сега јас само ќе ви кажам, овој викенд, значи сега недела 31 што беше, што замина минатиот викенд 31 мај, во организација на планинарскиот клуб Македон од Скопје се организираше планинарска акција и искачување на врв Голем Крчин и на врв Рудина. Тоа се два врва на Дешат планина. Инаку Дешат планина за нашите гледачи да им кажам подобро се наоѓа спроти манастирот Јован Бигорски. Значи тоа е планината, долу во подножјето се наоѓа градот Дебар со езерото Шпиле и реката Црндрим. Значи тоа беше една како друштво. И јас лично како планинар прв пат одам на овие два врва. Беа многу интересни, беа многу атрактивни, се одеше низ многу убав шумски предел, низ шума. И како врвовите, тоа се две, значи карпи на одредено растојание еден од друг. Карписте се врвовите и беа многу интересни за искачување. Да. Еве вас ќе ве прашам, сигурно имате лични афинитети што повеќе се допаѓа, дали еве чист терен, карпест или зашумен, ќе ни кажете нешто на што со најдобри спомени се сеќавате или каде најмногу сакате вообичаено да одите планинарски? Па вака, ако би морал да одберам, тоа сигурно би била Шар планина кај нас во Македонија, затоа што мислам дека таа планина е најубавата тука, кој што може секој да буквално се да види таму, од шуми, реки, огромни преубави пасишта до преубави пейзажи кои што мислам дека не може да се сретнат на друго место, нели, на нашите планини тука во Македонија. Стефан? Па мене сите ми се убави, би ги издвоил Солунска глава на Јакупица, љубовта на Шар планина, Пелиста, така да. Да. Значи ти некаде најграничи со алпинизам, веројатно и натаму ќе ја продолжиш. Па да, се надевам. Да. Столе ќе ни кажеш кои се друштвата, еве колегите со кои што најчесто соработувате, имате најблиска соработка, не мора да значи дека се од Куманово, нели, или така, од други со кои што можеби организирате заеднички акции? Така, прво морам да ви кажам дека ние како планинарско друштво сме
се формираме самостојно, меѓутоа бидејќи за регистрација во федерација требаше да се секој година се издвојуваат определен изnos финансиски средства, најдовме една солуција со пленарско друштво Кораб и од 2011 година ние сме огромнок од Куманово на пленарско друштво Кораб. Тоа е едно многу јако скопско друштво, веќе постои 20 на години. Така да ние делуваме како нивен огромнок, инаку потпуно сме автономни и самостојни во својата организација, во поглед на располагање со финансиски средства, во поглед на организирање на акции. Инаку од Куманово сакам да кажам дека соработуваме со нашите пријатели од ЗПЗП Козјак 2013 година. Значи со нив имаме една многу добра заедна соработка, учествуваме на нивни акции, тие кај нас доаѓаат, тие со нас одат, нивни членови со нас одат или наши членови кога тие организираат акции. И нормално со повеќе клубови од Македонија, еве само ќе ти кажам од Прилеп сега одиме Прилеп, тој е пленарскиот спортски клуб Козјак од Прилеп. Потоа од Пробиштип имаме од Крива Поланка, од Скопје повеќе клубови, од Тетово Љуботен Тетекс и од Битола имаме планинарски друштва со кои што соработуваме вака. Ќе одмориме уште малку, споменавте токму едно кривопаланечко ново младо друштво, друштвото Калин Камен, тие има активност неодамна, настрана од планинарството, се занимават и со други активности и дејности, младите влюбеници во природните убавини и планинските авантури од Крива Паланка, а кои што се членови на планинарското друштво. Калин Камен на дело ја покажа својата посветеност за почиста животна средина. Овие ентузијасти во соработка со јавното претпријатие Комуналец од Крива Паланка организира еколошка акција во спортско-рекреативниот центар Калин Камен во општината. Нивната порака до излетниците е јасна, местото на сметот е во кесите за отпад, а не е низ планината. Сметот кој излетниците го оставаат по себе е неубава гледка која ја гнаси природната убавина на нашиот регион, велат младите планинари од Кривопаланечкото друштво Калин Камен. Со цел заштита на планинските предели, а со помош на технички средства од јавното претпријатие Комуналец, тие организираа еколошка акција за расчистување на излетничкото место Калин Камен со посебен осврт на локалитетот околу Ловечката куќа. Одамна не биле организирани акции од ваков тип, па затоа овие млади ентузијасти влюбеници во природата низ дружба не ги штедеа своите сили за да ја расчистат природата од трагата на несовесните посетители, токму на едно од најпосетуваните локации во околината на Крива Паланка. Целта на ваквата акција е подигање на јавната свест за зачувување на исконската убавина од деструктивното и неодговорно човеково дејствување, порача председателот на Сдруженијето Денис Ангеловски. Ние како Сдружение за планинарење и заштита на планината, покрај тоа што имаме примерна цел изведување на планинарски акции за кои и до сега одлично функционираме со планинарски акции тука во земјата и во странство, а сепак наша цел исто така е да изведуваме и акции со кои ќе дадеме допринос кон зачувување на природата и нејзина заштита. Ова акција беше за да дадеме допринос кон зачувување на здравата животна средина, со тоа што дадовме свој допринос кон рачистување на прекрасните терени кои што ги поседува нашето Осогово, а воедно со оваа акција сакавме и да упатиме порака кон граѓаните совесно да се однесуваат при нивниот престој во планина, со уживање и при тоа да не ја деградираат и нарушуваат животната средина. Младата Ангела Митковска е член на планинарското друштво од самиот почеток и нејзиното членство, освен за лична рекреација и задоволување на авантуристичкиот дух, подразбира и вклучување во акциите за заштита на природното опкружување. Ангела вели дека удобноста на својот дом ја менува со благодетите кои ги нуди природата, но тие доживување е тешко да се опишат со зборови. Со моите 18 години сведок сум дека повеќето од моите врсници преферираат да се затвараат во удобноста на нивните домови и да се посветат на некои други обврски, па и не би рекла дека се обврски, туку едноставно хобија кои што не ја вклучуваат природата, а особено не ја вклучуваат планината. Така да со ова би сакала да ги повикам не само моите врсници, туку и помладите и постарите, да ни се приклучат и да ги воочат благодетите што ги пружа самата природа и самата планина и да востануват дека едноставно домот, иако е толку удобен и се чувствуваме најкомфортно во него,
сепак би можеле да излеземе од нашата комфорт зона и да се соочиме со планината и со нејзините убавини. Секаде корпа за отпадот е единствено ранецот, а тука служи планината, вели планинарот Соцко Тасевски. Поминавме одлично, се собравме околу 10 планинари заедно со комуналното предпријатие и нивни технички средства. Појдовме од компираната нагоре пеш, покрај собиравме доста отпад и самите бевме изненадени, се надевавме на многу помалце дека барем 5-6 вреќи отпад ќе собереме, меѓутоа и тој трактор што го зедовме со нас не беше доволен да биде собрано целото ѓубре. Секаде единствена корпа за отпадок е ранецот, а тука за жал служи и планината. Екосаложбите ќе продолжат и во иднина на други локации, со надеж дека нема да има голема потреба од истите, бидејќи луѓето ќе се однесуваат одговорно кон природата, порачуваат младите планинари од Крива Паланка. Честитки за овој потек на младите кривопаланчани, секако има тука помош и од, како што кажеме, јавното предпријатие Комуналец. Битно е секако луѓето кои што се одлучени на планинарање, ја сакаат природата, упатени се кон тоа и битно е токму тие да испратат пораката дека таа треба да се зачува таква како што е, ако не и да се надоградува, напредува. Нормално во контекст на овој прилог што одеше, ние планинарите, значи активно ја чуваме планината. Впрочем, сите активности планинарски се насочени кон тоа да секој излегување, значи се чува, се штити планината, сите отпади што ги правиме со себе ги ставаме во ранец, значи не се фрлаат, не се уништува планината, значи се тоа кај планинарите има една високо развиена еколошка свест и чувство за тие работи. А наидувате ли на терени кои што ве разочаруваат, ве изненадуваат, како што кажа тука Соцко, дека всушност очекувале многу помалку смет да соберат, а тие наполниле многу повеќе вреки отколку планираното? Има ли негативни изненадувања во тој поглед, некое недостапно место, а да е толку нечисто? Има. Сме наидувале на терени каде што буквално онака може да најдеме голема количина на отпадок, меѓутоа тоа дали оставено од порано или пред тоа, или некој кој што немал нели еколошка свест да го подигне тоа што го понел со себе. Така да секогаш кога ќе идеме на такви или од ѓубре, секогаш ги носиме со нас, ги ставаме во кеси во ранец и кога ќе се вратиме нели во градот ги фрламе веднаш. Со пред да поразговараме за искуствата позитивни и негативни и по некоја анегдота ќе ни кажеш мора да се допреме до финансиите, нема да одвоиме многу време за нив, меѓутоа и тие ви се предизвици во денешно време, имали можност, имали простор повеќе да излезе некој во пресрет и на кој начин можеме да го стори тоа баш конкретно за вашето планинарско друштво Куманово? Така да, финансиите се проблем не само за нас, него за сите, мислам, друштва и други кои што екзистираат на ваков начин, како непрофитни здруженија. Конкретно еве за нас, ние лани организиравме една акција под името Пирамида 4 манастири. Значи тоа беше одење по теренот од премостите Николе што гравитира премостите Николе. И за таа акција конкретно се обративме до едно десетина вака приватни компании што екзистираат во Куманово и што имаат некој така поголем профит, на кој што наидовме од 5-6 од нив, наидовме, бевме прифатени во смисла да оделија финансиски средства за да ја финансираат таа акција. Тоа е инцидентно, тоа е ретко. Инцидентно, да, така е ретко. Значи ние немаме постојано извор на финансирање и од нива страна. Ниту пак би било многу подобро. Ниту пак бараме. Нормално дека тоа порано во едни подобри времиња беше решено на ниво на држава, мито сега се славаѓа кој како знае, како умее кој друштво. Добро, има и некој кој што е малку и повеќе амбициозен од ова друштво, па еве ќе ни кажеш, Боган, ти имаш посетувано и курс за планинарски водич, ако не се лажам, така ми споменавте. Тоа е обука за планинарски водич од категорија А. Добро, ќе ни представиш што всушност представува тоа, што добиваш со тоа лиценца или што можеш да извршуваш каква функција во таа насока и што претпоставува тоа да што поминувајќи курсот, што всушност исполнуваш? Па вака, клубот
ПД Куманово ги пофалам дека ме пријавија на една обука која што е организирана при Федерација на планинарските спортови на Македонија. Тоа е обука за планинарски водечи кој што се организира трет пат до сега, значи ја бев буквално во трета генерација планинарски водечи. Тоа е обука која што трае 6 до 7 дена и се изведува на Попова шапка, каде што се учат разни техники и методи за тоа што би требало да правиме на планина. Конкретно за водичите, например, нели, утре ако некој ако почне да се занимава со тоа професионално, како би требало да се снајде со одредена група на луѓе кои што изразат желба да одат на планина. Оваа обука значи зборуваме група која што не се планинари, веројатно ентузијасти, а тој да и биде планинарски водач. Таква група и група на планинари кои што не знам на некој терен кои што не били или евентуално странци, странци од други држави кои што доаѓаат во Македонија кај нас и сакаат нели да ја запознаат Македонија и незините планински убавини. Обуката траеше од 22 до 27 и научивме доста многу интересни работи од едни многу искусни инструктори од Македонија кои што посетувале курсеви во Словенија и во Австрија. Почнувајќи од метеорологија, со ноќно ориентирање, дневно ориентирање, значи разни техники кои што се за алпинизам и се друго и слични техники. Мислам дека беше доста добро искуство тоа и секако дека не би застанале тука. Да. Тоа беше само педагошки, последува курс или имаше нешто во вид на тест, полагање за да се здобиеш со некаква лиценца или документ понеков? Беше балансирано, значи имаше теорија, имаше пракса и после завршување на таа обука сите имаме одредени задачи, одреден број на акции кои што треба да ги реализираме и со така одреден период сме нели имаме и еден припраднички стаж во федерацијата. И откако тоа ќе го завршиме, мислам успешно ако се заврши, нели се стекнуваш со лиценца водич од категорија А. Да. Добро, сега ќе почнеме да ја заокружуваме полека емисијата, пренесувајќи ни некои од искуствата кои што ви се дали најдобри или нешто негативно. Не е овој спорт надпреварувачки, па да се надпреварувате со некој друг и да очекувате резултати. За вас резултатите се веројатно спомените и она како ќе си поминете, веќе тргнеме од тебе Стефан нешто по што ќе се сеќаваш, на што се сеќаваш најмногу, никогаш нема да го заборавиш, можеби. Па имав така интересна случка на Солунска глава, значи Солунска глава е позната озогласена планина по своите временски прилики, буквално е непредвидлива, така неприлики тогаш веројатно. Да, и заедно со еден пријател исто член на ПД Куманово, тоа го прекршивме планинарското правило дека не се оди со двајца, тоест не одат двајца никога сами во планина. Ние појдовме двајца, на почетокот беше сонце, беше многу убаво. После 6 часа одење се спушти магла, буквално се смени времето за 360 степени и многу, значи, тоа што го доживеавме таму на врвот беше стварно навистина страшно. Добро, побогат си за тоа искуство и веројатно во иднина ќе знаеш да се справиш со некоја таква ситуација, не дај Боже повторно, нели? Да. Ќе ни кажеш ти Бобан нешто такво слично, можеби по-позитивно да не уплашиме некој потенцијален планинар. Да, сме имале доста така интересни искуства на планина. Меѓутоа не ми се случило некоја доста така да кажам негативно искуство, нели? Тоа беше некаде јануари, средината јануари, ако добро се сеќавам. Со една група од членовите на нашиот клуб тргнавме на зимско искачување на Тито врв. Стигнавме само до Бакардан, тоа е значи врвот пред Тито врв, тоа е 2700 метри надморска височина и тука однаш како да се поклопи времето, буквално значи се создаде една завеса од облаци, од магла, буквално не знаевме каде сме, 1 метар не гледавме пред нас. Моравме да се вратиме. Не знам како се вративме, значи дознавме после според GPS-от дека сме оделе цело време до стрмнината, до провалијата. Денеска не знам како сме го поминале тоа. Меѓутоа беше една доста интересно искуство кое што мислам дека нели секој планинар треба да има такви искуства за да буквално се зајакне сами од себе си. Стоја твоето искуство сигурно е далеку побогато, ти ќе мора да одбереш нешто од таа ризница што ќе ни издвоиш и ќе ни кажеш можеби некое конкретно решение од ова што го спомена Бобан, што се прави во таква ситуација кога ќе дојдеш во ситуација да не знаеш на каде да одиш, дали се стои, се чека да се крене маглата можеби или се реагира на кој начин? Значи ако се најдете во таква ситуација да не знаете каде да се тргне, на која страна да се тргне, значи најбитно е во моментот да не се изгуби присебноста. Значи да се остане присебен, да се остане смирен. Нормално е, не ми се случило да бидам сам во планина, значи се оди во група, минимум 2-3, 4 од моје искуство, значи сам никогаш не сум бил и не сум имал негативни искуства како сам. Инаку како група сме имале и позитивни и негативни искуства. Еве јас во моментот ми текнува
Значи, не знам колку пати не фаќаше дожд. И тоа планински дожд, после со ветер и со магла. Пред 2 години кога бевме се обидовме во декември да се качиме на Руен. Тоа е врвот над Паланка, преку 2000 метри. Под врвот на местоста Сокол дуваше ветер со брзина преку 150 км на час. Значи моравме буквално да се држиме за земја, да не одува ветерот. Значи тоа ми беше прво едно такво едно страшно искуство. Мислам тоа е страшно да се доживее. Друго едно искуство, пред 2 години одевме на Камакчалан, една група, сите одевме прв пат. Значи се оди од селото Скочивир, каде што има планинарски дом, кој што се наоѓа на надморска висина од 500 метри, а Камакчалан е висок 2500 и нешто. Значи, качивме висинска разлика од 2000 метри. Појдовме 32 км во еден правец. Меѓутоа, поентата беше во тоа што 2 пати се губевме. Значи, првпат одевме по таа патека, тоа не е патека, туку е така широк друм, на Камакчалан може и со џипови да се излезе. Меѓутоа, слаби се знаците, така да 2 пати ги изгрешивме. Значи, ние претходно се информиравме, од тука што беа во планинарскиот дом, луѓе ни кажа каде дојдеме, меѓутоа ние 2 пати ги губивме. Во тоа губење изгубивме 5 сати. Така да во 5 часот попладне стигнавме горе под самиот врв. Зиг Пелагонија има свое бачило со овчарска куќичка, така наречена. Тоа не е куќичка, тоа е убава камена куќа со многу простории, значи своевремено направена за овчарите од Зиг Пелагонија. Тие сега таму имаат стадо. И ние буквално папсани и дехидрирани за вода. Значи јас тогаш прв пат видов што значи да се биде дехидриран. Дехидрирањето е многу опасна работа, значи може понекогаш и животно човек да биде загрозен, да. Значи во 5 часот стигнавме во прво овчарска куќичка и ги замоливме овчарите да не примат на спиење, бидејќи повеќе немаше време, почна да се стемнува. Така е. Преспавме кај нив и утредента се качивме на врв кај Макшалан. Значи од 6 часот до 9 се качивме и од 9 појдовме од врвот до село Скочивир, стигнавме во 7:30. Цел ден одење преку 30 кусури километри не фати таа авантура. Да, значи тоа е една од појаките такви тури. Сите одбравте такви авантури да ни пренесете во кои што можеби малку сте се подоплашиле. Секоја планинарска акција е планинарска авантура, да знаете. Јас се надевам дека како што кажав нема да ги уплашиме потенцијалните планинари затоа што иако избравте да кажете такви искуства, сепак сте побогати и среќни после тоа, посреќни отколку, а да не забораваме дека всушност главната придобивка освен нели здравјето, социјализацијата е тоа што уживате во нашите природни убавини на Македонија и дека сето ова потоа паѓа во сенка на сето она кое што го имате како позитивно. За крај сите тројце ќе ве прашам за ни споменавте каде ќе одите следно на искачување, меѓутоа можеби некои желби, планови кои што имате, не мора сега оваа година, можеби следната или во догледно време во перспектива гледано кои би сакале да си ги остварите. Од Столе, од тебе ќе почнеме, па потоа помладите. Па еве јас лично сакам нашето планинарско друштво и јас како претседател на ова друштво, значи да напредува, бројчено да се зголемува и да, ако успееме да организираме некоја планинарска акција во Австрија или во Италија. Значи тоа се лимитите на како што сме. Еве вас двајцата како малку по-неискусни, меѓутоа амбициозни, веројатно ќе ве прашам за вашите желби планови. Бобан, може ти прво. Па вака, почнав со подготовки за македонската трансферзала, која што ќе се одржи сега од 3 до 11 јули. Трансферзалата е долга 220 км, која што се поминува за време од 8 дена. Почнуваме од врвот Љуботен или Северниот великан како што јас го викам, тоа е најсеверниот врв на Шар планина. Се поминува цела Шар планина, се поминува планината Кораб, Дешат, Јабланици, се стигнува до Охридското езеро. И сето тоа се оди, мислам, 70% од стазата е на височини поголеми од 2000 метри. Значи целокупната опрема се носи со себе, како што се вреќата, шаторот, целата опрема треба да ја носиме цели тие 8 дена додека да стигнеме до Охридското езеро и се надевам дека ќе помине се во најдобар ред. Интересно, навистина, Стефан? Па мене главна цел ми е Олимп да качам, бидејќи меѓу планинарите познат како еден од најтешките врвови на Балканот. Последниот дел од Олимп, од искачувањето на Олимп е технички тежок, буквално се граничи со алпинизам, така да моментално тоа ми е главната цел, а за понатака нешто на Алпите или на Кавказ.
Добро, интересни ви се плановите, интересно и сето она кое што досега ни го пренесовте. Јас се надам дека нешто ако заборавивме, имаме прилика во следниот пат кога ќе дојдеме да пренесете некој искуство од на терен, се надам ќе не поканите и тогаш нешто што испуштивме ќе дополниме. За сега ќе ви се заблагодарам за тоа што ни излеговте во пресред, како што кажав, по откажување на една друга тема, вие ни го пополнивте со навистина интересен еден цел час со вашите искуства, нема да биде последен, ветуваме и ќе ви посакам сите ваши планови и оние активности кои што ги планирате, да ги завршите во најдобар ред, да немате вакви неприлики и непланирани некои ситуации во планината. Ќе ви посакам убаво време и секако убаво да си поминувате на планините заедно со вашите друштва. Спомена трансверзала, имаме и ние таква една во Крива Паланка, со тоа ќе ја завршиме денешната емисија Нов ден. Сите оние кои што се од Крива Паланка можеби ја знаат, повеќе од деценија и половина е всушност актуелна, традиционално, планинарите и воопшто сите љубители на авантурите на природата од овој крај пошироко се соочуваат со еден од најголемите и највозбудливи спортски предизвици, како што и претходно беше најавено, предпоследниот викенд од месецот мај резервиран за меѓународната планинарска трансверзала 4М, насловена како по патот на една легенда од 11-тиот век, ги следи стапките на пустиножителите Свети Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, Јован Рилски и Прохор Пчински. Со атмосферата, со искуството од оваа 4М трансверзала ќе ја заокружиме, како што кажав, ќе го заокружиме ова издание на Нов ден. Вие бидете утре исто така со нас. Останете на К3 во текот на денот. Пријатно. По 15 пат се соочија со 50 километри пат од првата македонска брендирана планинарска патека. Станува збор за едно од ретките и најатрактивните патеки во земјава, која ја испешачи од Пробиштипскиот манастир Свети Гаврил Лесновски до Кривопаланичкиот манастир Свети Јоаким Осоговски. Идејниот творец и практичен реализатор на оваа акција, Стојан Чевеличковски од Крива Паланка, на овој начин уморно продолжува да ги афирмира исконските убавини на Осоговието и традицијата на нашиот крај, следејќи ги стапките на четворицата пустиножители Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, Јован Рилски и Прохор Пчински. Времето не послужи, инаку видовме по патот дека имаше последици од вчерашното невреме, што го зафатила овој дел на Осоговието и видовме последици од дожд и од град. Токму и заради тие причини, бидејќи водостојот на реката беше голем, овогодинешната патека ја изменивме, но сите тие измени беа како благодет и како корис, како зголемување на доживувањата на сите учесници кои годинава ги имавме од Пробиштип, од Куманово, од Велес, од Крива Паланка. Денеска имавме една многу интересна група која што беше многу компактна и во оваа група имавме и луѓе кои што имаа по 6, 7 па и 8 учества на трансверзалата, но имавме и луѓе кои што за прв пат беа присутни на оваа трансверзала, така да можевме да ги споредиме впечатоците и на едните и на другите. Тргнуваат на изгрејсон, сега пристигнуваат на вечерина во преубавиот амбиент на Кривопаланичкиот манастир, каде имаат можност да се одморат, да вечераат и секако да ги споделат своите впечатоци и искуства од целото авантура низ планините. Иако беа видно физички уморни, не кажаа дека чувството од еден таков ден, кога човекот има можност да се надополни со природата, се неописливи со зборови. Најпрво ме мотивираше должината, таа е во должина од околу 50 километри, и сакав да го видам најпрво Осоговието, да видам со какви убавини располага, и тоа што денеска ние го видовме, тоа не може да се опише со зборови, тоа треба да се види. На денеска за прв пат учествував во меѓународната трансверзала 4М. Меѓутоа желбата ми е од 2010 година, кога прв пат на интернет прочитав за оваа трансверзала. Но во изминатите години ете така се нешто испаѓаше да бидеме спречени да не можеме да дојдеме, а денес се решивме и дојдовме за да учествуваме. Можам да кажам дека Осоговскиот регион е прекрасен, изобилува со прекрасно зеленило. Дружењето беше навистина многу убаво. Ние малце, јас лично како неискусен планинар, така малку ја
Групата заради мене се движеше малце побавно, меѓутоа нели сите беа солидарни, помагаа и поминавме еден прекрасен ден. На сите учесници кои беа храбри и се одлучија на овој поток, организаторите им доделија благодарници за учество.